најпрво една голема благодарност до луѓето од управниот одбор на ракометниот клуб Тиквеш за поканата да дел од моето ракометно искуство пренесам на момците кои што работат во клубот ракометен клуб. Какви се нашите момци во Кавадарци? Да кажам, пријатно сум изненаден од техниката и она како ги совладале основните елементарни, да кажам, движења во ракометната игра. Пријатно е и задоволство е да се работи со вакви момци. Ние кога вие игравте активно, ве гледавме со задоволство. Што е тоа што им фали на нашите деца? Не мислам дека фали, мислам дека пред се треба да бидат упорни, да сакаат да се занимаваат со овој спорт, да ги користат сите моменти, да украдат нешто дел од она што ќе го видат како на телевизија, така на врвните надпревари. Имат прилика во Македонија да гледаат безброј такви надпревари и во екипата на Вардар и во екипата на Металург. Значи нашата ракометна репрезентација кога настапува, имаме врвни мајстори на ракометната игра, треба да го користат секој момент да украдат дел од техниката која што имаат тие мајстори. Мислам дека имаат светла иднина и гледам нови звезди од македонскиот ракомет во Кавадарци. Се разликуваат ли тренинзите на големите клубови на овие клубови како Тиквеш? Добро, мислам, кажав, тренингот се разликува колку една екипа е технички подготвена. Иначе се е до тренерот колку он ќе сака да ги анимира и колку е он спремен да направи врвен тренинг, така да тренизите и се она што значи ракомет е секаде исто се измислено, не треба ништо ново да се измислува, само треба да се пратат модерните теркови и да се сака да се работи. Каде е Стефче моментално со вашата кариера, што работите? Добро, јас сум малку настрана да кажем од врвниот ракомет, излегов пред скоро 3 години и сега работам со дечиња, работам во општина Карпош, имам своја група деца, такмичам во најслабата, да кажеме, по ранг пионерска лига на Ракометна федерација на Македонија, меѓутоа времето работи за мене, јас сум млад ентузијаст, сакам да работам ракомет, ќе работам ракомет до крајот на мојот живот и се надевам дека ќе имам успешна тренерска кариера. Пред се благодарам за вниманието што како медиуми ни го посветувате. Пред се е чест, задоволство и да кажам привилегија, како што рековте, да една од легендите на македонскиот ракомет, што сигурно Стефче Алушевски како многогодишен репрезентативец е да ни биде гостин и да по завршетокот на кариерата он се определи за тренерскиот позив, да еден дел од своето искуство, од своето знаење стекнато и во работата со врвни тренери кои го тренирале во текот на кариерата и сега како ракометен тренер со врвни лиценци го пренесе врз нашите ракометари и тоа како од првиот тим, така и од младинскиот тим. Целта значи е прво да стекнеме некои нови искуства, видување на некои врвни ракометари, како ги учеле да ја практицираат ракометната игра, но мислам дека има една секако поширока цел, а тоа е промоцијата на ракометот во Кавадарци. Ова игра е многу популарна, рековме, меѓутоа во Кавадарци се уште се бори. Вие како управа и како ентузијасти би рекол, успеавте од ништо да направите нешто. Каде сме сега како ракомет, како ракометен клуб Тиквеш? Значи, речиси 5 години Кавадарци немаше сениорски тим кој се надпреваруваше во некој ранг на надпреварување. Од 2014 година започна таа идеја за возобновување на ракометниот клуб кој би ги продолжил традициите на поранешниот ракометен клуб Тиквеш, кој имаше богата традиција, многу успеси, сигурно најтрофејниот кавадаречки екипен спорт. И во овие 3 години успехот се состои во тоа што успеавме да ги вратиме децата во спортските сали, да направиме еден тим кој што ќе може да се надпреварува равноправно во првата ракометна македонска лига, значи тоа е втор ранг на надпреварување после Суперлигата. И со одреден успех или неуспех да овие 3 сезони се бориме со тие екипи кои се во наш ранг на надпреварување. Реков дека е тоа почетен успех, самото надпреварување, но ние се стремиме кон повеќе. И токму и денешниот настан на некој начин треба да се свати и како апел
до нашата локална заедница, до град Кавадарци, до успешните луѓе во град Кавадарци, овој проект на заживување на ракометот во Кавадарци да го поддржат. Рековте дека е тешко да се опстојува, меѓутоа како ракометот клуб Тиквеш успева да се бори низ овие лавиринти и овие предизвици што ги имаме особено во спортот? Значи, во овој момент ние делумно се финансираме од буџетот на локалната самоуправа Кавадарци. Од минатата година и ова година се надевам дека тој тренд ќе продолжи. Наш спонзор кој ги покрива дел од трошоците ќе биде јавното претпријатие Комуналец Кавадарци. Од самиот почеток со нас се и Кожувчанка Кавадарци и Екстра бус Кавадарци. Значи тоа се во овој момент нашите спонзори кои обезбедуваат еден буџет кој ни овозможува да речам ајде не голо екзистирање, меѓутоа покривање само на основните потреби за надпреварување, за обезбедување на опрема, патување и елементарно задоволување на елементарните потреби на децата кои што настапуваат за тимот. Меѓутоа сметам дека ако сакаме да го заживееме на вистина ракометот во Кавадарци, потребно е да одиме чекор напред. Може би добра основа за такво нешто ќе биде и најновата измена на Законот за спорт, која што стапи во сила од 1.1.2017 година и со која државата предвидува, односно го стимулира финансирањето во спортот од страна на успешните трговски субјекти. Именно согласно овие измени во законот, оние фирми кои што ќе финансираат, кои што ќе донираат во спортот, ќе бидат ослободени делумно од плаќање на данокот на добивка. Тоа пластично да го објаснам, значи ако некоја фирма на крајот од годината има за плаќање данок на добивка од 100.000 денари, во поглед на ракометот, ако финансира, бидејќи сите спортови се различно категоризирани, 40% од таа добивка, 40.000 денари, за тој износ ќе биде ослободена од плаќањето на данок на добивка, што значи дека спонзорирањето на клубовите не ќе бара дополнителен зафат од буџетот, да речам, на секоја фирма, од нивното тековно работење, кратење на нивната добивка или зголемување на трошоците, туку едноставно она што треба да го дадат кон државата, ако го вложат во спортот, ќе бидат ослободени за двојно ќе бидат ослободени од оначување на тој дел. Сметам дека во град Кавадарци има многу успешни стопански субјекти, многу успешни фирми кои остваруваат секако на крај на година позитивни резултати и јас ги повикувам, а ние и ќе разговараме со секој од тие субјекти да го помогнат функционирањето на ракометниот клуб. Наша идеја да овој ракометен клуб едноставно изгради еден систем на работа со децата, значи да привлече една широка база на деца кои би тренирале ракомет, од кои би се регрутирале нашите идни првотимци, членови на првиот клуб, од кои, зошто да не, со добра работа, утре би имали повторно репрезентативци на Македонија од град Кавадарци, од клубот Тиквеш. Така да, јас пак ќе повторам, апелирам да сите оние фирми кои што остваруваат овакви позитивни финансиски резултати, еден дел од тоа што треба да го дадат државата нека го вложат во спорт.